Чија била идејата националната установа Струшки вечери на поезијата да се припои кон Центарот за култура Браќа Миладиновци во Струга? Поранешниот министер за култура Зоран Љутков, во чиј мандат бил поднесен предлогот, што вчера од Струга беше критикуван од претседателката, појаснува дека ова иницијатива била дел од владината програма за оптимизација на културните установи кои немале доволен капацитет за самостојно функционирање. Тој тврди дека во случајот претседателката Силјановска Давкова била погрешно брифирана. Начинот на кој што ова беше пренесено во јавноста е дезинформација. Се работи за оптимизација на установи кои што имаат по неколку вработени и работат по неколку дена во неделата, а се во одделни објекти. И ова е со цел да работат поефикасно и во поглед на ресурсите, но и да се заекне стручниот кадар, а не само административниот. Предлогот да се фузираат две институции во една дојде од двата директора на Национална установа Струшки вечери на поезијата. Кога побарав писмено да ја поднесат иницијативата пред предлогот да дојде на владина седница, тие тоа не го сторија и точката се повлече. Од друга страна, директорот на Струшки вечери на поезијата Никола Кукунеш тврди дека од установата никогаш не поднеле такво барање, бидејќи како што вели, тоа би значело губење на независноста на установата. Ние не поднесовме такво барање, бидејќи не сакаме установата да ја изгуби својата независност. И во минатото, и сега, мислам дека покажавме дека ова установа е важен културен фактор во државата. И ако би сакале во иднина да растеме како установа, за сега немаме проблем со ресурсите во функционирањето. Покровителката на Струшките вечери на поезијата, претседателката Гордана Силјановска Давкова, при вчерашната посета на Струга изрази силно незадоволство од ваквиот предлог, што го оцени како некултурен однос од страна на Министерството за култура. Страшно е да дојде тоа од некоја институција што не разбира што е култура, ама да дојде од Министерство за култура, навистина е за мене целосно неразбирливо. Тогаш, веројатно, оние во културата не разбираат што е култура. Со оглед на тоа што предлогот не поминал на владината комисија, за сега статусот на националната установа Струшки вечери на поезијата не се менува. Инаку, како културен фестивал, Струшките вечери на поезијата се одржуваат веќе 65 години, прераснувајќи во меѓународна манифестација на која присуствувале и илјадници поети од целиот свет. За животна поетска дејност од фестивалот се одава и признание, наградата Златен венец, која ја добиле и светски реномирани поети.